Има учебници, нема учебници, нова програма, стара програма, настава дома, настава во училница. 4-годишните експерименти со матурантите кулминираа со полагањето на завршниот испит. Учениците не се виновни за пробиениот тест, туку системот кој потврли во нивното образование и воспитание, сметаат психолозите. Според нив, децата се само огледало на возрастните. Тие деца се огледало какви сме ние. Пораката на Вибер мора да ја пуштил некој кој има достап до тие тестови. Значи, може би некој си го пуштил на своето дете или на својот роднина и потоа тоа се проширило, затоа што колку деца имаат достап до матурските тестови и до уште решени да бидат. Значи, нешто таму подлабоко се случува. Сега ние го гледаме тоа што се случува со децата и се вознемируваме. Ама би требало малце да подкопаме подлабоко, да видиме уствари како целиот систем функционира. Психолозите сметаат дека корупцијата, непотизмот и клиентелизмот кои владеат со државата влијаат и на најмладите, кои веќе не се борат за знаење, туку само за оценка и го бараат полесниот пат. Тие знаат дека на крајот за вработување повеќе ќе им требаат врски отколку квалификации, па затоа и не се трудат многу. Иако ние постојано во политиката, во општеството имаме примери, дека некој може нешто туѓо да го напише дека е свое, дека тоа не е никаков проблем, дека може низ мала врата или задна врата или било која врата да помине, а не таму каде што треба. Ако можеме да си фатиме врски, па да си поминеме полесно и на доктор, и за вработување, и за било кој шалтер, децата го учат тоа од нас. На македонското образование му е потребна коренита реформа на сите нивоа, сметаат познавачите, зашто без квалитетни кадри кои ќе излегуваат од ученичките и студентските клупи, не може да има напредок за државата.